веќе се завршени сите анализи во делот на основните преамбени производи, вклучувајќи ги овошето и зеленчукот, но како и хигиенските производи. Најверојатно утре во седница на владата, пошто утре ќе има седница на владата, ќе се донесат одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи со тоа што го најавивме претhodно и ќе го оствариме, значи нема да чекаме несоодветно работење на одредени комисии во собранието кои не свикат комисии, се со цел да донесат закони кои се во интерес на граѓаните, како што беше законот за намалување на стапките на ДДВ-то за одредени производи хигиенски, па со одлука на владата ќе намалиме цени на овие производи, значи ќе бидат лепеза на производи од хигиенските производи кои утре ќе се замрзнуваат на истиот начин како што ги замрзнеме и цените со утврдување на датум каде што треба да има одредено намалување процентуално. Датумот ќе се дознае утре, имајќи во предвид дека одредени компании можат во текот на денешниот па и во текот на утрешниот ден да направат одредени смени. Во делот на овошјето и зеленчукот вчера ги добив анализите од страна на Министерството за земјоделие. Би сакал да му се заблагодарам на колегата Николовски за деталната, обемната анализа. Денеска во тек на денот мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Царинската управа во делот на увозните цени кои ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овоше и зеленчук, па да видиме во колку е разликата во делот на маржите, за да можеме во текот на ова недела и увозните производи кои генерално во нашата држава се овошето да ги замрзнеме. Би сакал да користам приликата да им се заблагодарам на целиот тим кој работел речиси од почеток на пандемијата во Министерството за економија и биле носечкиот тим кој ги креирал, ги дизајнирал мерките, но и ги спроведувал мерките, целиот сектор за трговија и секако дека секторот за енергетика, каде што се Исмаил Лума, Валентина Саделова, Билјана Додевска, Или Шабани, Вилца и Јупи, со кои сите заеднички денеска зборуваме за намалување на цените, за стабилизација на пазарот, а веќе во Северна Македонија не се зборува за енергетска криза, но во спротивно се прават веќе анализи и мерки да се воведе ефтината тарифа од 1 јули, се со цел и пензионерите и тие невработените кои во текот на денот се дома да имат прилика да користат ефтина тарифа, а на таков си начин да ги намалиме трошоците, посебно за тие кои се најранливи категории во нашата држава. Благодарам.